Смртта на иранскиот председател Ибрахим Раиси дојде во критичен момент во односите на Турција со Иран. Турски воен дрон помогна во напорите да се пронајдат остатоците од хеликоптерот, но аналитичарите велат дека таквите видливи гестови за помош се параван за растечко ривалство. Political and economic competition is still there. Се уште има политички и економски надпревар. Но кога ќе ги погледнете изјавите на турскиот председател, тој е многу внимателен да не изрази негативен стратешки дискурс. Турција имаше ден на жалост. Никој не го направи тоа, вклучително и арапските земји. Турција одржа национален ден на жалост за иранскиот председател, но тоа не го сокри фактот дека Анкара и Техеран се повеќе се надпреваруваат за влијание во неколку региони. За Турција, иднината на Јужен Кавказ, Ирак и Сирија е многу важна за незината национална безбедност. И овде, во овие области, Турција се соочува со иранско противење на интересите на Анкара. Турската војска е подготвена да започне голема офанзива во Ирак и Сирија против базите на курдската бунтовничка група ПКК, која се бори против турската држава. Анкара постојано го критикува Техеран дека не ги поддржува незините напори. Со смртта на Раиси, Иран треба да одржи нови председателски избори. Аналитичарите велат дека Анкара може да види прозорец на можности за да ја продолжи својата агенда, особено имајќи ги предвид внатрешните поделби во Иран. We have, of course, a fight now for power. Борбата за власт ќе продолжи. Војската е помоќна од религиозното раководство. Постои партнерство, но овие две институции се борат една со друга за превласт. Аналитичарите предупредуваат дека ако иранската револуционерна гарда ја зголеми својата моќ, тоа може да резултира и со понаметлива улога на иранските милитантни групи во Ирак и Сирија, кои честопати се против турските интереси. Ова дополнително ќе поттикне ривалство меѓу Турција и Иран. Таа прекумерна самодоверба на револуционерната гарда во комбинација со политичката моќ ќе биде дестабилизирачки фактор на Блискиот Исток и Турција секогаш гледа кон ова прашање со загриженост. Со оглед на тоа што Анкара и Техеран се надпреваруваат за влијание во Сирија, Ирак и Судан, аналитичарите велат дека транзицијата на Иран кон ново раководство може да има големи импликации во целиот регион.